Група граѓани во знак на протест се собраа пред основното јавно обвинителство, за како што потенцираат да дадат поддршка на сите притворени лица по немилите настани во собранието на 27 април и да упатат апел за нивно ослободување. Тие луѓе не заслужуваат да бидат притворени, бидејќи тие се патриоти кои 65 дена секој ден мирно, достоинствено излегуваа на улиците на град Скопје и цела Македонија, се со цел зачувување на Република Македонија како унитарна држава, држава на сите граѓани на Република Македонија, значи мултиетничка држава, а не држава која ќе биде двојазична, бинационална, не знам понатаму нели тоа, после тие таквите некои работи ако се случат, доаѓа нели федерализација, кантонизација и за жал, она најлошото, нели, Македонија нема да постои. Мислам, како македонец не сакам ни да помислам, не само јас. Мислам дека стотици илјади македонци овде во Македонија и во диаспората тоа нема да го дозволат, нема и ние да го дозволиме, затоа до основното јавно обвинителство. Овде и пред целата македонска и светска јавност апелираме поткитно тие луѓе да бидат ослободени. Според Климент Стојлов, поддржувач на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, луѓето кои се притворени биле провоцирани од, како што посочи, така нареченото мнозинство кое сега сака да ја води државата, а тие истите ги погазиле сите демократски средби по основ на кршење на устав како и деловник за работа на парламентот и изгласале нелегитимен председател. Поткитно основното јавно обвинителство да ги ослободи тие луѓе, бидејќи тие луѓе ништо лошо не направиле. Сакам да кажем и на двојните аршини на полицијата. Вие сите добро знаете дека пред години пол-две, кога шарените протестираа, направија многу штета на Република Македонија. А овие граѓани кои протестираат и ја поддржуваат иницијативата за заедничка Македонија, за тие 65 дена, значи едно цвеќење на згазија. Освен провокацијата на 27.4. кога фактички со изборот на тој нелегитимен председател. Стојлов додаде дека Македонија, патриоти, синови и ќерки имала и ќе има, а истите ќе бидат одбранети со сите средства што им се на располагање, за да оваа држава биде вечна.